Иако пожарот во Националниот парк Пелистер под местноста Семафори е изгаснат, се уште демне опасност. Токму затоа во текот на ноќта на местото каде избувна пожарот дежураа 10 лица од Националниот парк и пожарникари, а се очекува и дополнителна помош од луѓе на дирекцијата за заштита и спасување. Опасноста е надмината, но временските услови и повремениот ветар диктираат дека местата кои тлеат не може да се остават без контрола. Обично кога станува збор за пожар во планина, во природа, дури 5 дена се рокот до кога може да се очекува обновување, но се надеваме дека она што вчера беше конечно доизгаснато, дека нема повторно да се активира, иако дува многу силен ветер постојано и прави проблеми на теренот. И кога мислиш дека нема повеќе огин, некаде ќе пламне и ќе се појави. Значи, нашите екипи беа 3 дена постојано таму, и дење и ноќе. Ова е прв пат пожар да избувне во самиот национален парк. Сите пожари досега кои биле на територијата на Националниот парк Пелистер биле од надвор, односно жариштето им било надвор од границите на паркот, па потоа се проширило од различни причини. Националниот парк не е прогласен за национален парк затоа што има само моликова шума или други дрвни површини, туку затоа што има и други ендемични растенија кои што виреат на тој простор, па и животни. И овде изгореа дел од тревните заедници кои што се доста популарни и познати во ботаниката и ќе служат како пример за ендемични растенија, и тоа е штетата што е направена. Ќе уследи нормално дополнителна и целосна проценка на тоа што и колку. Според информациите, опожарени се околу 5 хектари, а среќна околност е што пожарот не се прошири кон местноста Козји камен, односно кон моликовата шума и буковата шума кон селото Маловишта. Од Националниот парк очекуваат органите на прогонот да ја утврдат причината за настанување на пожарот и да се пронајдат сторителите.